Го гледавте Зоран Заев како ја водеше кампањата. Со силење, со викање, не со викање, со дерење, насилно, со такво едно силење, што се чудев што му е на човекот што до волку се дери. На секој митинг до толку дерење, оперски пејаш да беше, пак ќе го изгубеше гласот. Вика човекот, се дери, се сили, се заканува. Јас вака кога одев низ градови на митинзи и викам на луѓето, остете го, вака и Рада правеше на времето, и Бранко исто правеше. Вика, се заканува, се силеа, вака ќе биде, така ќе биде, што ќе ни се случило утредента по изборите. И викам на луѓето, свиркајте си вие, остете ги, ќе дојде недела, ќе видите што ќе се случи таму. Штама. И навистина, недела вечер, штама, стечај во СДСМ. Понеделник одиме во Охрид на митинг. Пред митингот слушам вести. Спикерката чита, вика, ВМРО ДПМН е вечерва е во Охрид и коалицијата. Не знам, гром е во тој и тоа град. Позитивна Македонија во тоа место. И за сите кажува, и на крај вика, СДСМ денеска не е никаде. Добро. Понеделникот си седеа затворени, заклучени, ќутат, ги нема никаде ни да викнат, ни да писнат. Вторникот и средата почна така едно 100 метри околу штаб. Кисела вода, аеродром, тука подалеку уште немаат собрано храброст да отидат. И ги гледам, драги пријатели, колку подценувачки кон народот се однесуваат. На еден таков убедлив пораз, на толку голема разлика, да излезеш и да кажеш дека изборите не беа регуларни, на еден таков мирен изборен ден, на еден таков изборен ден каде што секој можеше на слободен начин, на фер, на демократски, да си го оствари своето гласачко право. Вечерта да се дрзнеш, да ги подцени сите оние кои гласале, и оние за Иванов, а и оние за другите кандидати, бидејќи тие гласале, гледале дека никој нити ги стопира, нити ги попречува, нити ништо. Да се дрзнеш, да го подцениш цел народ и да кажуваш дека народот не знаел што прави и дека во суштина народот гласал за нив, ама победил Ѓорги Иванов. Тоа е, како да ви кажам, тоа е прво, од една страна е голема ароганција, од друга страна па е бурлески вака, да ги гледаш. И таа ароганција, тоа немање на осет, немање на чувство, немање на искрен однос со народот, ќе ги чини многу поскапо на 27-ми. На 27-ми ги очекува лавина од гласање за ВМРО ДПМН, за коалицијата и за Ѓорги Иванов. А ако ова беше сега стечај, на 27-ми ликвидација. Драги пријатели, еден од главните аргументи што го изнесе, ако не единствен аргумент што го изнесе Зоран Заев, зошто смета дека изборите се нерегуларни, е аргументот дека кога одел низ градовите, кога си одел во неговите општински организации, многу убаво го пречекувале. Кој го пречекува многу убаво? Тој што тој го назначил за председател на општинска организација, групата околу него, подпредседатели, секретари, членови на општинската организација, активисти, и вика, еве 2 недели одиме на секаде, каде да отидам, многу добро ме пречекуваа. Народот беше со мене, сега како излезе работава да не е? Па нормално општинската организација ќе го пречека. Уште и општинската организација да го избрака, и тоа ќе му се случи по 27 април, што понатаму? Општинските организации и активистите го пречекувале и човекот заклучил дека победува. Па не е доволно општинската организација да гласа за тебе. Треба народ да гласа. 1.700.000 избирачи има во оваа земја. Колку посто се тие во општинската организација? Или луѓе го поздравувале на улица? Па македонскиот народ е културен, поздравува секого. Тоа не значи дека ќе гласа за тебе. Кога ќе дое време за гласање, гледа што си направил во минатото. Па тоа да му е гаранција за тоа што го ветуваш. Па што ветуваш? Па дали е тоа мислено? Дали е аналитички подготвено? Добар ден, ако му каже некој мисли премиер ќе го направат. Бог да чува и да брави, не можам да го разберам човек.